Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Поздрав од студиото на радио Глас на надежта. Ја започнуваме нашата утринска програма Добро утро, која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Еве не повторно заедно и денеска да ги проследиме на почетокот сервисните информации. Синуќа врнеше дожд во Кавадарци, верувам и кај вас, скоро во цела Македонија. Времето е променливо, облачно, со врнежи од слаб дожд. Денеска ќе биде исто според прогнозата, значи проткаено со ретки грмежи и врнежи од дожд скоро во сите делови на нашата земја. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Во Скопје променливо облачно со повремени врнежи од дожд и со слаб до умерен јужен ветер. Како што веќе сте информирани од телевизиите дека во нашето соседство, во Хрватска и делови од Србија се зафатени од силно невреме со врнежи на снег. Така да еве ние ќе поминеме лесно, што се вели, ќе нема кај нас врнежи од снег во ниските региони, можеби по планините, но гледајќи ја временската прогноза и за утре, ќе биде слична, значи ќе имаме ретки врнежи од дожд, наместа пообилни, ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Така ќе биде и во наредните 3 дена, значи до 3 март ќе го почнеме со променливо време, но релативно топло за овој дел од годината. Еве како ќе се движат денешните температури. Одиме на крајниот запад од 0 до 8 степени, во Скопскиот регион од 5 до 16, Комановскиот регион од 5 до 15, Берово од 4 до 11, Гевгилискиот регион од 10 до 18, најтопло Кавадарци од 9 до 17, Пелагонискиот регион Битола Прилеп од 5 до 15 и Охридскиот Струшкиот регион од 4 до 12. Насекаде ќе има сончеви периоди, ќе се види сонцето, но ќе има значи и врнежи, слаби врнежи од дожд. Така ќе биде и утрешната прогноза. Температурите ќе бидат слични, може за степен 2 пониски, но како е да е, ќе немаме значи минусни температури и денеска и утре, така да ете полека го трошиме и вториот месец во годината февруари и уште неколку денови неделат од почетокот на пролетниот месец март. Што се однесува до состојбата на патиштата, информираат од управата за патишта дека интензитетот на државните патишта е умерен, значи умерено возење, но по влажни коловози, затоа што синоќа врнеше дожд. Но сепак Автомотосојузот препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на сообраќајната сигнализација и внимателно правување со моторните возила. Без разлика на временските услови, за возачите е задолжително да имаат синџери во колата до 15 март. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор градските средини умерен, а на граничните премини од македонска страна нема подолги задржување. Јас пред малку ги посетив граничните премини по пат на овие камери кои се поставени. Еве Богородица, Сончево, нема никакви автомобили, ниту за влез, ниту за излез. На Табановце исто нема автомобили. Тоа е незначително, 2-3 коли гледам овде за влез во Македонија, тоа е значи слаб интензитет. Имаше нешто го ужва на граничниот премин Ќафасан за камиони, гледам долга редици за влез во Македонија, за излез неколку само камиони ги приметувам, но има долга колона за влез во Македонија за теретните возила. Што се однесува до граничниот премин Блаце, и таму
nema gužva za vlez, ima nekoliko automobili za izlez i Grišot Premin Devebajer, isto tako Sončevo, nema nikakvi automobili za vlez i za izlez od našата земја. Што се однесува до загаденоста на воздухот, според апликацијата која има овде на интернет, мерната станица во Кавалрици покажува дека воздухот во Кавалрици ово утро е чист. Затоа што врнеше синоќа и времето е потопло, така луѓето толку не ложат, но како е да е, денес ќе имаме едно пријатно време, почитувани гледачи, искористите го за прошетка без разлика и ако заврне, тоа е добро за да го прочисти воздухот. Што се однесува до рубриката на денешен ден, да видиме што се случило на 27 февруари. 1617 година меѓу Шведска и Русија била склучена спогодба за мир, така наречен Столбовски мир, со кој Шведска и ги вратила на Русија Новоград, Порхов, Ладога и уште некои области. На денешен ден, 1844 година, Доминиканската република се одвоила од Хаити и станала независна држава. Добро, има многу настани што се запишани во историјата, но нешто што може би така поинтересно за вас, почитувани гледачи, сакам тоа да го пренесам. Во 1933 година, значи на денешен ден, во пожарот што го подметнале нацистите, изгорела зградата на парламентот во Берлин. За палењето на Рајстагот властите ги обвиниле комунистите, били оапсени 1500 комунистички функционери дека го запалиле како сигнал за востание. На судскиот процес во Лајпциг, еден од опсените комунисти, бугарскиот револуционер Георги Димитров, ги разоткрил плановите и суштината на нацизмот, така што судењето се претворило во јавна осуда на нацистичкото движење. На денешен ден, 1939 година, Обединетото кралство и Франција признале владата на генералот Франко, наспроти легално избраната републиканска влада која загубила граѓанската војна. Франциско Франко вовел диктатура за подоцна да ја обнови монархијата. На денешен ден, 1952 година, одржана била првата седница на Обединетите нации во новото постојано седиште на светската организација во Нью Йорк. На денешен ден, 1976 година, екскимските лидери и предочиле на канадската влада дека на нивниот народ му припаѓа половина милион квадратни километри од Канада. На денешен ден, 1978 година, Египет ги прекинал поволностите за палестинците во земјата, изремнувајќи ги со останатите арапи. Уште една информација. На денешен ден, 2013 година, по кусо боледување на 80 години починал Александар Лековски, истакнат македонски диригент и композитор од првата генерација. Тоа беа почетните сервисни информации, почитувани гледачи, сега да одиме со една песна, но пред тоа сакам уште еднаш да ве поздравам сите вас кои денеска сте нова фреквенција и го следите, ја следите ова наша утринска емисија која имитуваме секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Поздрав до оние кои денеска ќе имаат роден ден, верувам дека ќе има и такви. Бидете благословени од Господа, радувајте се на животот и на секој ден, бидејќи секој ден што го имаме во нашиот живот е дар од Бога, така да овој ден нема никогаш повеќе да се повтори. Одиме сега со песна. Дали чекаш и стражариш, брате? Дали спремен си во секој час? Тој ке дојде
Da li nekoga učiš za nego? Neka dojde ne posjeti nas. Isus te dojde za dane zeme, se bliži toj slaven čas. I seke se sruši toj den, toj novo ke sozdade se. So angelike smetoj čas, Isus osipe nas. So angelike smetoj čas, Isus osipe nas. Се враќаме повторно во програма, почитувани гледачи. Следува рубриката Капки на мудроста и читање делови од Светото писмо, поточно од псалмите Давидови. Еве денеска сакам да споделам неколку интересни капки на мудроста. Да се има мир во душата е најголемата среќа. Не можете да имате се. Каде би го ставиле? Колку сме постари, толку сме помудри, но тоа не значи дека секогаш сме во право. Пред да впериш прст во другиот, провери дали твоите раце се чисти. Никогаш не жали поради тоа што си запознал некого. Добрите луѓе ти даваат среќа, лошите ти даваат искуство, а злобните ти даваат лекција. Во секој случај не си губитник. Оно што законот го дозволува, често го забранува. Не се жали што си остарел, но гумина ја немале таа предност. Старата заблуда е секогаш популарна од новата вистина. Ете, тоа беа неколкуте капки на мудроста, почитувани гледачи, сега да прочитаме делови, односно да го прочитаме целиот 45-тиот псалом. Од срце ми блика благородна тема. За царот ја рецитирам својата песна, а јазикот ми е умешно поетско перо. Ти ги надминуваш сите луѓе, од устата твоја благодат тече, зашто Бог ти подарил благословечен. Препашај си меч на бедрата јунаку, облечи се во сјај и величество. Во своето величие јавај кон победата, за вистината, кротоста и правдата. Десницата твоја нека покаже славни дела. Твоите остри стрели нека им ги прободат срцата на царевите душмани. Народи нека паѓаат под нозете твои. Престолот твојот Бога и вечно ке трае. Скиптар на правдата ке биде, скиптарот на царството твое. Ја сакаш правдата, ја мразиш злобта, затоа Бог, твојот Бог, на другите твои те издига преку помазанието на радоста. Рубата твоја е намирисана со смирна, алој и кајсија. Од палатата со слонова коска обложена, музика на струите развеселуваат. Царевите керки се во твојата придружба, а одесно ти е царевата невеста со офирско злато накитена. Слушај ме, невесто, внимателно, заборави го својот народ и татковиот дом. Царот е занесен од твојата убавина, почитувај го зашто тој е твојот господар. Девојки од Тир ке ти носа дарови,
Твоята благонаклоност ќе ја бараат неможни. Сета во слава чекори принцезата со злато е проткаена облеката. Во везена руба пред царот ја водат, а низините придружички по неа одат. Со радост и веселба нив ги воведуваат во царската палата, тие влегуваат. Твоите предци ќе ги наседат синовите, по сета земја ќе ги поставиш за првенци. Јас ќе го запазам Твоето име, од поколение до поколение вечно ќе те славам, вечно ќе те слават народите. Еве овде Давид употребува многу описни зборови и реченици да ја опише Божјата големина, Божјата слава и сите негови следбеници. Насловот на овој псалом е царска свадбена песни. Затоа употребува такви многу интересни описни зборови. Ете, тоа беше псалмот 45, почитувани гледачи. Продолжуваме сега со уште една христијанска песна. Sjajno i ovde životo, no danas mora da odlučam to koji pak Jesu odam vodom vo moj dom kaj tatko moj. Koga me mači po životom tvoj, nikoga se eterno ovde na plato tvoj, odam vodom do moj dom, kaj tatko moj. Čekam ja Isusa, odam vodom vo moj dom, kaj tatko moj, moj dom, kaj tatko moj. Почитувани, вие следите утринската програма Добро утро на Радио Гласна надежда. Емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Денеска рековме 27 февруари, понеделник 2023 година. Продолжуваме со програмата, со вестите. Ова утро имаме вести од Македонија, односно од Кавадарци.
Сакам да ви информирам за оно што се случуваше во текот на минатиот викенд, веќе имавме и ние реклама во претходните наши емисии, дека во црквата во Кавадарци, во христијанската адвентистичка црква се одржа серија на библиски предавања под наслов Разбирање на библиската драма. Предавањата започнаа во четврток, петок, сабота предпладне и во сабота попледне. Значи имавме 4 интересни предавања. Тие предавања се снимени и може да ги побарате на YouTube каналот SDA Кавадарци. Првата тема носеше наслов Како се почнало. Создавањето на човекот, односно на животот. Потоа во петок навечер слушателите има предност да слушаат како се завршило, односно падот на човекот. Во предавањата учествуваше теологот Владо Хавран од Белград, искусен предавач кој на еден непосреден, интересен начин со презентации ја приближи пораката што тој ја изнесе до слушателите. Значи во петок навечер слушавме како се завршило, односно паѓањето на човекот во грев. Потоа во сабота предплан имавме многу интересно размислување како се е обновено. Значи, ако човекот паднал во грев, како сега Бог нашол решение и излез. И затоа Исус се родил на оваа земја да го воспостави тој мост помеѓу небото и човекот и земјата. Потоа во сабота навечер беше кулминација. Навистина, сите предавања беа добри, но како се движеа предавањата, значи од вечер во вечер, како се добило смисла. Животот и смртта на Исус Христос, односно нов живот. Слушателите, присутните на овие предавања ги имаше во една прилична голема бројка, така верници имаше присутни и пријатели, сите заинтересирани, бидејќи предавањата се пренесува и во живо, значи многу луѓе ги следија од дома, бидејќи зборуваше на српски јазик, така да и во соседните земји, каде што јазикот српски се зборува, слушателите може да ги пратат овие предавања. Значи, во сабота навечер се зборуваше како се добило смисла. Скоро во сите вечери имаше и можност да предавачите, односно слушателите на предавача да му постават прашања за време на топлиот чај кој се служеше во горната просторија, така да присутните има прилика да малце се дружат со кекс и со топол чај после самото предавање. Предавањата се одржаа во големата сала, како што спомнав, на христијанската адвентистичка црква во Кавадарци. Уште еднаш ќе се повторам, ако сакате да ги слушнете тие предавања, можете да го посетите тој канал на YouTube SD Кавадарци, меѓутоа ние како редакција исто така ќе ги објавиме во скорешна иднина на нашиот канал овие предавања што беа одржани од 23 февруари до 25, значи четврток вечер, петок вечер, сабота предпладне и сабота попладне. Сите присутни кои има потреба од Библија добија бесплатно Нови Завет и значи Библија за млади, издвоено Новиот Завет, но и цела Библија. Исто така некои може да се снабдат со новогодишен календар кој се уште можеби го нема. Така да еве поминавме едно убаво време, благословено време со гостинот Владо Хавран кој навистина одвои дел од своето време и беше цело време со нас овие 3-4 дена. Ние успеавме да снимиме еден краток разговор со една од личностите која беше присутна скоро секоја вечер, мислам дека на сите предавања беше присутна, госпоѓа Нинка од Кавадарци, па еве да го слушнеме низиниот впечаток, како таа го доживе како ја доживе ова серија на предавања Разбирање на библиската драма. Значи, ете, во наредните неколку минути ќе го слушнеме низиното видување и разговорот кој го снимевме во самата сала на црквата. Да го видиме сега разговорот и да го слушнеме. Почитувани гледачи, овие денови во Кавадарци се одржа една кратка серија на библиски предавања. Имавме посетители, како наши верници, така и пријатели од градот. Би сакал во прилика да поразговарам со Нинка Фрицко од Кавадарци, која скоро беше редовна на сите библиски предавања.
Ninke, ti беше редовна на библиските предавања, па како ти се допадна, еве кажи ни нешто од твоите импресии на нашите гледачи? Да, јас бев присутна на предавањата и многу сум задоволна од многу убавата презентација на овие први страници од Библијата. Јас многу години се дружам со Библијата, повеќе од 20 години, меѓутоа ова нешто стварно ми ги пошироко ми ги отвори погледите кон тие први страници од Библијата. Говорникот има многу силни зборови со кои многу нешта ги направи да бидат погледливи за нашите видици, затоа што ги зборува на скоро наше ниво, за да можеме да го разбереме и сето она да го смислиме како што го читаме и во пракса да можеме да го согледаме со неговиот говор. Владо е интересен говорник, млад човек, кој по пат на овие презентации што ги даваше, ја доловуваше таа слика и тој амбиент до гледачите, односно до слушателите. Тој зборуваше за почетокот на гревот. Најпреминеле горе на небото, како се пренесе овде на земјата. Меѓутоа, поентата беше во неговите предавања што упатуваше апел дека човекот не мора да биде секогаш изгубен. Да. Туку постои отворена врата што Исус ни ја отворил. Па како е твоето видување? Дали ти ги свати тие пораки што Владо ги упати до сите присутни? Па вака, со самата таа сознаеност дека ние сме створени за да бидеме луѓе со комуникација и дека после падот во грев Бог на самиот почеток нуди нова алтернатива и тоа е можност за спасение. Со самото тоа што го коли јагнето кажува дека некој ќе мора да биде жртва за да се откупи човечкиот род од гревот, а тоа е самиот Исус и апелот што постојано го повторуваше во неколку наврати говорникот не потсетува дека ние овдека на земјата сме гости. Меѓутоа, низ тоа време одредено што треба да го проживееме, ние треба да го живееме онака како што Исус оставил пример на земјата, а ние со Библијата дружејќи се тоа го знаеме. И затоа ние овие предавања ги доживуваме малце поубаво, поблиско до нас, затоа што сме запознаени веќе со Божјата реч, а ова сега ни даде само и нова слика и видик. Така. Поентата е дека ние како луѓе треба да сватиме дека вратата е отворена, Исус ја отворил и од нас зависи дали така ќе поминеме низ таа врата. Добро, Нинки, ти благодарам за овој разговор. Благодарам за поканата. Посетувај ги понатаму предавањата кои се одржуваат овде во Христијанската адвентистичка црква. Благодарам. Драги гледачи, би сакал да ве подсетам дека предавањата кои се одржува во Христијанската адвентистичка црква се снимени и може да ги побарате на YouTube каналот. Ќе бидат поставени на нашиот YouTube канал Глас на Надежта ТВ, но исто така и на СДК Вадарци ќе бидат поставени истите тие предавања. Ви посакувам секој добро и продолжуваме со нашата програма. Sve što kod radim dobro zna, sve što god radim dobro zna, taj vjerni čuvar moj. Hvala za dragog anđela, hvala za dragog anđela, Isusu dragom moj. Продолжуваме со програмата, почна гледачи. Во наредните 4-5 минути ќе слушнеме кратка порака од проповедникот Михајло Горев под наслов Книга која е вдахновена од Бог. Да слушнеме сега ова кратка порака.
Библијата е голема книга, полна со големи извештаи за големи луѓе во верата. Таа е книга над книгите, единствена книга, книга што не е само најпозната во светот и најчитан бестселер, туку и книга која има моќ да го менува животот, заедницата и светот на подобро. Библијата е веродостоен и автентичен извештај за Божјата милост во животот на поединецот, семејствата и народите. Таа не е една книга, како што луѓето често мислат, туку се состои од 66 книги, 39 од нив во Стариот Завет и 27 во Новиот Завет, напишана во период од 1600 години. Со векови е верно препишувана, а тоа го потврделе многобројните стари ракописи како што се свитоците од Мртвото море, кои покажуваат дека библиските книги кои ги имаме во современата Библија се еднакви со изворниот текст. Една од најпознатите изјави за вдахновеноста на Библијата доаѓа од неа самата. Целото писмо е од Бога вдахновено и полезно за поука, за укорување, за поправање и поучување во праведноста, за да биде Божиот човек усовршен и совршено подготвен за секое добро дело. Од Библијата, второ послание до Тимотеј, 3 глава, 16 стих. Библијата е од Бога вдахновена книга со исклучително важна содржина, со пораки кои проникнуваат длабоко во човековата суштина на животот. И додека ја читаме Библијата, ја откриваме незината сила. Сила која може да обликува и менува. Сила која може да го промени вашиот живот на подобро. Кога ја читаме, ние се соочуваме со самиот Бог. Читајќи ја, ние се поврзуваме со Бог, како што Исус рекол: ги истражувате писмата, зашто вие мислите дека во нив имате живот вечен. А токму тие сведочат за мене. Од Библијата Евангелие според Јован, 5 глава, 39 стих. Кога незините вистини ќе ве допрат и ќе ја отворат вашата совест, кога ќе сватите колку се тие значени за вашиот живот, не можете да не ги прифатите. Човек може да го открие Бог, зашто неговата природа и неговиот карактер се објавени во оваа драгоцена книга. Зато Библијата не е само книга на свети изреки и верски упатства. Напротив, таа известува за поврзаноста на Бог со нас, човечките суштества. Една од најубавите вистини на Божјата книга е што таа ни покажува колку Бог не сака. Зборовите се централниот дел на Библијата. Тоа ни покажува дека Бог сака да комуницира со луѓето преку зборовите напишани во Библијата. Комуникацијата служи да го запознаеме подобро нашиот соговорник. А Бог сака да го запознаеме и тоа го открива во следниот стих од Библијата. А животот вечен е тоа да те познаат тебе, единиот вистински Бог и испратениот од тебе Исус Христос. Од Библијата Евангелие според Јован, 17 глава, 3 стих. Што тогаш треба да правиме со Библијата? Да ја читаме. Одвојте секој ден време да го запознаете Бог, кој се открива во Библијата. Тој не вели дека ние треба слепо да му веруваме, туку треба да испитаме и сами да се увериме во тоа. Затоа Бог не советува: испитајте и видите колку е добар Господ. Блажен оној човек кој кај него прибегнува. Од Библијата Псалм 34:8. Библијата не можеме да ја сметаме само како добра книга или убава книжевност. Библијата ни е дадена за да го запознаеме Бог и неговата волја за нас. Читањето на Библијата ќе не направи подобри луѓе, а нашиот живот ќе добие смисла и цел. Ќе добиеме мир, како што сме посакувале од секогаш. Моќта на Библијата никогаш не може да се докаже доколку не се почувствува. Дури тогаш кога нешто ќе искусиме, можеме навистина и да го знаеме. Можеме да бидеме сигурни. На вас самите е да откриете и да искусите неверојатната моќ на Библијата. Да искусите како Бог преку Библијата ќе направи трансформација во вашиот живот на подобро. Ќе имате јасна цел во животот и живот со смисла. Ќе имате мир што човечкиот разум не може да го свати.
ќе ги добиете сите оние духовни вредности што сте ги посакувале од секогаш, а не сте ги имале. Изборот е ваш. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we've hopelessly lost the way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Оддалеченоста меѓу небото и земјата денеска не е поголема отколку што била кога пастирите ја слушнале песната на ангелите. Човечкиот род исто толку е предмет на небесна грижа, како и во времето кога обичните луѓе со скромни занимања среде бел ден ги сретнувале ангелите и разговарале со небесните весници во лозјата и на полињата. Небото може да ни биде мошне близу и нам во нашето секојневие. Ангелите од небесните дворови ќе ги придружуваат чекорите на оние што живеат според Божите заповеди. Историјата од Витлеем е неисцрпна тема. Во неа е скриена длабината на богатствата, на мудроста и на разумот Божи. Ние и се восхитуваме на жртвата на Спасителот со која тој небесниот престол го заменил со јасли и придружбата на ангелите што го обожавале со животни во штала. Неговото присуство ја прекорува човечката горделивост и самоувереност. Сепак, ова е само почеток на неговото неспоредливо понижување. За Божиот син би било речиси бескрајно понижување кога би зел човечка природа дури и тогаш кога Адам во својата невиност живеел во Едем. Меѓутоа, Исус ја прифатил човечката природа кога човечкиот род веќе 4000 години бил ослабен со гревот. Како и секој Адамово дете, тој ги примил на себе резултатите од дејствувањето на големиот закон на наследувањето. Какви биле овие резултати, покажано е во историјата на неговите земни предци. Тој дошол со такво наследство да ги дели нашите таги и искушенија и
да ни даде пример на безгрешен живот. To беше кратката порака што Александар во секоја емисија ни пренесува од книгата Копнежот на вековите. Продолжуваме со размислување на основа на Библијата. Би сакал да размислуваме на кратка тема барајте ги вистинските вредности. Брзите промени во нашето време и збрката што произлегува тоа го доведува човекот до недоумица кога треба да ја одреди и да се определи за вистинските вредности. Очигледно е дека ни е потребно нешто на што ќе се потпреме, нешто што ќе ни помогне да останеме простом во искушенијата што ги донесува нашето време, нешто што е достојно за нашата вера и доверба. Тоа значи дека е потребно да пронајдеме сила која ќе надминува и која се наоѓа над нас. Често пати ние се подпираме на себе си или на нашите пријатели, на оние кои се околу нас и ги мешаме, ги смалуваме вредностите што Господ ги гледа во нас, почитувани гледачи. Затоа нека ова размислува ни помогне да ние се подпираме на Бога и на библиските вредности. Кога од еден водички политичар побарале да ја објасни причината за насилството и за немирите што се повеќе се појавуваат во наше време, еве што тој рекол. Во користењето на својата слобода, луѓето утврдили дека среќата им побегнала. Со желба што подобро да одговори на тоа прашање, потсетил дека луѓето се оптоварени со голема ујаденост и бест, па продолжил. Без оглед на се, мислам дека најсилната причина за ова состојба лежи во тоа што општеството не му придава никакво значење на нивниот живот спротивно на оно што го правела религијата во минатото. Разговорот го завршил тврдејќи дека позитивниот став на црквата било важно, ако не целосно решение. Црквите треба да им дадат на луѓето нешто во што ќе веруваат. Култовите почнале да растат кога традиционалните цркви почнале да слабеат. Луѓето бараат повеќе и од црквата зависи дали ќе ја исполни должноста што ја има во општеството. Таа мора да се труди да им помогне на луѓето да стекнат таков поглед на животот што ќе го стори многу повозвишен и позначаен. И затоа, навистина, овој човек е во право кога ги спомнува црквите имаат огромна, важна улога црквите во општеството да ги воспитуваат младите во тој морален дух како што Библијата не учи. Еден поранешен шеф на служба за малолетни престапници истакнал дека постојат вистински докази оти младите се враќаат кон добродетелите и кон вистинските вредности на своите предци. Тие се измориле од одењето по жив песок и сака додат по камен. Еден богат лондонски деловен човек еднаш дал оглас преку вестниците и ветил 4000 фунти за оној што ќе наведе 4 вредности кои не може да се купат со пари. Читателот што ги добил овие пари ја создал ова листа. Да видиме кои се тие 4 вредности. Прво, насмевката на бебето. Второ, младоста. Трето, љубовта на доброто лице. И четврто, отвореното небо кога животот ќе престане. Навистина, прекрасни описи и прекрасни 4 вредности. Најдобрите радости и радостите што најдолго траат не се условени со цврста финансиска основа. Човекот може да купи прекрасна куќа, но не и среќен дом. Со големи суми пари може да се изгради велелепно црковно здание, но не и верници исполнити со љубов. Може да купите книги за убаво однесување, но не и културна личност. Богатството не е гаранција за благородноста, за спокојството и за безпрекорниот живот. Вредностите што имаат општо човечко значење не се ограничени со времето. Во човечкиот живот овие вредности се развиваат со внимателно користење на волјата, а кај христијанинот со подпирање врз силата што е посилна од него. Некоја постара брашна двојка со години водела малечок дуќан во едно село во Нова Англија. Уморен од злодевното секојдневие, собственикот едно утро во излогот ставил оглас: се продава. Жено, рекол, можеби некои млади луѓе со повеќе пари отколку со здрав разум ќе дојдат и ќе го купаат овој дуќан.
тогаш ти и јас можеме да се преселиме во Флорида, каде што ќе живееме подобро. Меѓутоа, поминувале седмици, а таков купувач не се појавил. Едно утро, во селото стигнал некој странец натоварен со сликарска опрема. Влегол во дуќанот и го прашал собственикот дали му дозволуваат дали ми дозволувате да го насликам вашиот дуќан. Да, одговорил старецот, но овде не гледам нешто што би можело да привлече внимание на еден сликар. Странецот го наместил својот прибор и трудолюбиво работел цел ден. Следниот ден ја продолжил својата работа. Кога завршил, му се заблагодарил на собственикот и си заминал. Неколку седмици подоцна истиот странец повторно влегол во дуќанот на старата брашна двојка и подарил влезници за уметничката изложба во блискиот град. Покрај влезниците сликарот на домакините им подарил и пари за автобуски билети до градот. Старецот мислил дека сето тоа е само толпа глупости, но на инсистирање на супругата сепак се согласил да ја посетат изложбата. Старата брашна двојка доста збунето поминувале низ галеријата. Отеднаш мажот застанал и извикнал: "Мама, тој е нашиот дуќан." Се приближиле и со стравопочитја посматрале привлечната слика. Никогаш не сум забележал дека тие високи брестови така ја обгрнуваат нашата зграда, рекол тој. Не сум знаела дека прозорските окна толку светат, извикнала таа. Сликата на нивниот дуќан ги привлекла како магнет посетителите. По кратко задржување старецот ја фатил раката на својата жена и рекол: "Мама, ајде дома." Дури и прозорските окна светат кога срцето е во ред. Штом стигнале дома, го извадиле огласот од излогот. Кога срцето е во ред, се изгледа поинаку. Губовец лежел во мрежа расматаме помеѓу две палмови дрвја. Благо се лулкал на африканското ветерче. Речи си било невозможно да се одреди колку години имал. Ги загубил сите прсти на рацете и на нозете, а болеста страшно му го унаказила лицето, но целата негова личност бликала среќа. "Дали сте срекни?" го прашал еден посетител. "Да, можне сум среќен, но вие сигурно страдате." "Тоа е вистина, но јас сепак сум среќен. Знаете, јас сум христијанин." Овој вистински настан, почитувани гледачи, ме подсети на еден инвалид што често го сретнував на улица во нашиот град. Во несреќен случај ги загубил двете нозе. Сепак успеваше да се движи на количка што самиот ја направил. Сам управуваше низ затрупаните улици на големиот град, служејќи се со дрвени управувачи што ги држеше во својата рака. Едно утро, откако мошне вешто ја премина улицата сам, си искачи на тротоарот, застанав да поразговарам со него. Од тогаш, кога патишата ни се вкрстуваа, ме поздравуваше со широка насмевка. Никогаш не сум го видел тажен. Тогаш бев сиромашен студент. Средбите со овој храбар човек ми помогна да сватам колку навистина сум богат. Ги имам сите екстремитети, нозе, раце, се. Можев да одам и да трчам. Имав илјадници други причини да бидам мошне среќен. Ако можеше овој човек да биде радостен, како можем јас да се жалам поради моите толку беззначајни проблеми? Вистинските вредности не може да се проценат и да се споредат со големините на материјалните богатства. Например, колку би барале вие за вашите две очи, за вашите раце, за вашите нозе? Дали милиони фунти би биле доволни? Не имаме друга драгоценност, како што се нашите мили, потоа нашата надеж, нашата вера, нашиот живот. Наистина, почитувани гледачи, да бидеме задоволни со оно што го имаме. Понекогаш ние бараме, како се вели тоа, преку леб бараме погача. Свртете се околу вас и видите колку се луѓето несрекни. А вие сте срекни, имате семејство, можете и сам, но имате здравје, имате работа, имате кров над глава, имате друштво, имате пријатели, имаш мајка,
татко, родители, да бидеме благодарни и да ги цениме вредностите што Господ ни ги дава. Нека Господ навистина не благослови и да не учајуваме ако нешто изгубиме. Овде сме сите гости, но затоа христијаните се спремаат за еден нов дом, за еден нов почеток, што Исус ќе го отпочне кога повторно ќе дојде на оваа земја. Еве тоа беше ова кратко размислување, одеме сега со уште една песна, почитувани гледачи. Еве не повторно во програма, почитувани гледачи, ја следите утринската програма Добро утро на радио Гласна надежда, емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Поздрав до сите вас кои не следите од почеток, но и вие кои се вклучите во меѓувреме. Имаме гледачи од Македонија најмногу, имаме и од соседството, значи од Србија, од Црна Гора, Босна, имаме од Германија, од Англија, од Австралија, од Америка. Ова емисија се снима и може да ја гледате подоцна на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежда. Во наредните неколку минути сакам да ви пренесам неколку интересни информации за кивито како едно од највкусните и најздравите овошје. Верувам дека го користите кивито како овоше. Има во Македонија доста киви, значи пред веќе 10-15 години почна да се произведу, односно да се засадуваат тие овошки. Кивито навистина е интересно и многу вкусно овоше. Еве неколку интересни податоци. Потекнува од Кина, поради што во светот до 1960 година е познато како кинеско цариградско гроздесто овоше. И покрај тоа повеќето луѓе го поврзуваат ова овоше со Нов Зеланд, местото каде што кивито е донесено во почетокот на 1900 година. Од тогаш е започната историјата на одгледување и денес во Нови Зеланд се одгледува кивито и познато е како водички производ на киви во светот. Името потекнува од кафеавата птица, која не лета, наречена е киви. Значи, постои птица која се вика киви и според таа
птица, ете и ова овоше наречено киви, и која е карактеристична за Нов Зеланд, а низината форма на телото подсетува на формата на ова кожнено овошје. Ова овоше на широко познато и уникатно, не само што е многу декоративно, туку е извонредно богато со хранливи состојки, што е причина да постојат бројни студии и здравствени придобивки од ова овоше. Сладкиот вкус на кивито наликува на комбинација од банана, јагода и ананас и е посакуван, речиси, од сите луѓе. Предизвикува сочна свежина во устната шуплина и нуди широк спектар на здравствени придобивки преку составите кои ги има внатре во самото киви. Плодот има влакнеста кафеава кора со зелено месо, а белата пулпа во центарот и малите црни цемки му даваат уникатен изглед. Содржи многу висока количина на витамин С, повеќе од било кој друг плод, дури и од лимонот. Иако ние велиме дека лимонот е извор на витамин С, зашто е кисел кога го јадеме, кога го користиме, меѓутоа еве гледаме и слушаме дека витаминот С повеќе се содржи во самото киви. Додека незрелите плодови имаат цврст централен дел и груб вкус, значи кивито мора да омекне, да созрее. Може да се консумира како сурово овоше, како дополнително мезе со комбинација или во комбинација со риба или месо, салати и во пудинзи, пит или филови за торти. Поради својата хранлива вредност и здравствени придобивки, кивите се идеални за намалување на телесната тежина и за добра општа здравствена состојба. Еве неколку карактеристични елементи во самото киви. Богати се со витамин С, растителни влакна, калиум, магнезиум, заситени масти, натриум, холестерол, значи помага да се намали холестеролот. Во порција од 177 грама киви има калории 108, витамин С 133 милиграми, јаглени хидрати 26 грами, диететски влакна 5 грами, протеини, натриум, шекер 16 милиграми, калциум 6%, витамин Е и железо има. Така да, еве, почитувани гледачи, мал се подсетивме на ова прекрасно овоше киви. Ако се уште не сте го купиле, а знам дека на некои луѓе не им се допаѓа, меѓутоа пробајте, здраво е. Богато е на голем број извори на витамини за нашето тело, посебно во зимскиот период. Иако кивите скоро ги има и на пролет, и по лето, и на есен, во Македонија се произведуваат здраво киви, посебно тамо на исток, во Стромичкиот регион има цели плантажи на производство на киви. Еве толку за кивито. Сакам сега да уште еднаш се подсетиме на дописата Библиска школа, библијата.зборова.мк. Сите вие кои сакате да изучувате Библијата по дописен пат, еве ви нудиме бесплатен курс, слободно одете на интернет и отворете библијата.зборова.мк. Да ја видиме сега и рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве полека дојдовме до крајот на ова наша утринска програма. Почитувани гледачи, веќе го потрошивме времето, 1 час сме заедно. Ми престанува да ви посакам убав ден, убава седмица, благословена седмица да ви биде на сите вас.
И закажувам нова средба, повторно се видиме во петок на 3 март. Ке отпочнеме еден нов месец, значи повторна средба заедно во програмата на Радио Гласна надежта во петок во 9 часот. А до тогаш ви посакам секој добро и останете со здрави. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на Радио Гласна надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на Радио Гласна надежта. Се гледаме.